колку модната индустрија всушност ја загадува животната средина, односно темата ни е насловена модната индустрија и загадувањето. Одговори на прашањата ова утро бараме од Лидија Георгиева, дизајнер и редовен професор на УКИМ. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, Ване. Дали луѓето во модната индустрија треба да бидат еколошки одговорни? Ако ви го поставам ова прашање, сигурно ќе ми кажете дека сите треба да бидеме нели еколошки одговорни, но ајде така да дадеме еден вовет и еден влез во денешната тема. Еден вовет, да. На првото прашање ќе ти кажам веднаш многу, па после да разглобиме што е приказката. Многу е битно да се смени перцепцијата за нештата. Ако веќе сме тргнале кон една потреба и пат кон решенијата. Луѓето во модната индустрија сме сите ние, како што и ти веќе кажа, зошто? Со самото тоа што се облекуваме. Да. Без разлика како, тука нема да зборуваме за стил денеска, да не се разбереме погрешно, ќе зборуваме за тоа како што го се облекуваме од бутиците. Да. А проблемот е сериозно голем. Со самото тоа што еве да не ве замарам од Сабајле, нашите гледачи сигурно се уште си пијат кафе со податоци, меѓутоа треба да се знае дека од 2000-та година навака со глобализацијата производството во модната индустрија е зголемено за повеќе од 2 пати. Од 2000-та година навака 60% повеќе има потрошувачка. Еве од тука да ја започнеме. Ако веќе се служиме со статистики. Да. Ова укажува на тоа дека сега во овој период и ова време во кое што живееме се создава незначително толку многу текстилен отпад како што порано не се создавал. Ако тргнеме од тие факти и тие податоци. Да, огромни количини. Значи модниот систем во однос на минатиот век и сега е сменет на многу нивоа, како функционира, како се пласира, значи сите ланци, сите овие, како се викат, алки од ланецот функционираат на различен начин. Ако во 90-тите години имавте 2 колекции годишно, значи 2 сезони, пролет, лето и есен, зима, евентуално некоја ризрт колекција, некое крстарење, коразиер или нешто, меѓутоа горе-долу тоа беа колекциите. Сега имате, ако ги одземеме од морите, рецимо, имате 52 колекции годишно. Значи имаме еден нов феномен, кој пред тоа во модата не постоел, а тоа е феноменот на брзата мода. И тука веќе се е сменето. Како брза храна, така и брза мода. Ако брзата храна ни го уништува здравието и телото, еве и брзата мода ни ја уништува животната средина. Доаѓаме до заклучокот дека сите заеднички, не само луѓето од модната индустрија, односно оние кои што ја произведуваат, бидејќи кажавме, модната индустрија сме и ние кои што ги носиме тие јалишта, како треба да почнеме веќе да размислуваме кон поттикнување на одговорно консумирање на мода? Да, одговорно. Фино кажа. И повторно ќе кажам, и можеби никогаш доволно нема да кажам, дека тоа што треба да се смени е перцепцијата. Но, како и во се друго, за да се смени перцепцијата, треба да се има волја, треба некој тоа да го сака. Нели? Не се сменува перцепцијата, зашто јас и ти ќе се разбудиме денеска и ја ќе менуваме перцепција. Ова е едно од капките во океанот на перцепција кој мора да се смена. Тука се повикувам на одговорните, нели? Не сме јас и ти одговорни за тоа. Тоа значи кампања, едукација, постојана комуникација со јавноста. Само така може да се смени, за да се ориентираат луѓето кон, затоа што лесно е вие да кажете одговорно однесување. Еве некој не слуша ќе каже, еве добро, ја сакам да се однесувам одговорно, но што тоа конкретно значи? Еве што би значало. Повторно ќе кажам уште една статистика, ветувам по тоа ќе пресам. Ако нас и ни требаат статистиките, бидејќи од тоа е поидовна точка на многу проблеми. Сега измерено е, сега што да прави. Оваа бројка сигурно сте ја слушнале 100 пати, ќе ја слушнете уште 100 пати, за да се произведе еден пар джинс на минатиот начин, еве да речеме, се потрошува 285 пати вода, колку што вие би се истуширале. За да се произведе една мајчка, се троши 70 количини вода туш. Значи, еве да тргнеме од ова. Внимавајте, ќе ве замолам следниот пат кога купувате джинс или кога купувате тишерт, еве се фативме за памукот, нели, како основна материја. Обидете се, наместо да купите 3 пара джинс,
или 6 маички, купете една, меѓутоа може би поскапа, но и поквалитетна. Барете ги етикетите. Како е произведено? Дали може би уште од старт памукот е произведен органски? Веќе у старт за производство на самиот памук се троши вода. Сега веќе имаме органски произведен памук, каде што производителите се ангажираат да трошат помалку вода, уште во старт. Па потоа имаме, например, облека која што веќе полека се бои со со растителни пигменти, значи која што нема во себе хемикали. Зарем треба да ви кажам каде завршуваат хемикалиите? Или во водата, или во почвата. А со себе и во воздухот поради транспортот. Бидејќи, например, памукот се сади во Африка, во Индија, па потоа се носи на обработка, па се враќа таму, па се ткае, па се произведе, па трчи лево-десно по светов, па на крај да добиеме производ, па тој оди по продавници лево-десно. Колкав е јаглеродниот футпринт, отпечаток на сето тоа. Така што и воздухот се загадува. Така. Ако зборуваме за свесност и не случајно ве повикавме да бидете наш гостин, бидејќи сте едни од ретките дизајнери и професори кои што гласно зборуваат на оваа тема, не со намера да наштетат на модата, туку да апелираат всушност како заеднички можеме одговорно да ја консумираме. Од една страна ги имаме купувачите кои што треба да ги гледаат етикетите, треба да гледаат какви материјали и слично купуваат, што од друга страна може луѓето од модната индустрија што тоа го произведуваат, што треба како помали чекори да кажеме да почнат да превземаат, посебно поголемите произведувачи, за да тие се вклучат глобално во целата ова борба кон заштита на животната средина. Бидејќи се добива впечаток дека се зборува за воздухот, се зборува за почвата, за други загадувачи, меѓутоа некако текстилот како да е на неколкуте места подолу на листата ставен од загадувачите за кои што погласно се зборува, барем во овој регион. Па вие убаво кажавте, дизајнерите не ќе со никого да се скараат. Значи во нашиот крвоток, во нашата генетика е ние да произведуваме предмети кои што се пријатни за употреба на човекот. Так. По дефиниција ние се караме од гламурозни причини, нели, за поише фоловерс да имаме. Но во суштина не сакаме ниту да се скараме со производителите, ниту со тие што го пласираат производот. Но од нас мора некогаш некаде да тргне таа промена. Baby steps. Океј, baby steps. Значи, еве имам една добра вест, што се однесува до производителите. Вчера се консултирав со мои соговорници од Министерство за животна средина, а пред 2 недели конечно е постигнат договор помеѓу текстилниот кластер и царинската управа. Тој, да го наречам проблем, меѓу кластерот и управата траеше веќе 5-6 години, колку што јас знам. Обичен проблем. Што се случува? Кај нас доминантна индустрија е сепак лон системот. Сите знаеме, од Холандија, од Германија ќе дојдат топови материјали за да се исече облеката и да се врати таму сошиена. Сте се запрашале ли што се случува со метражите кои што остануваат со отпадоците? Без разлика од кој материјал се. Може да е памук, може да е полиестер, може да е било кој нафтен дериват. Значи, законот вели дека производителот, значи, овие што ни го испратиле не го сакаат назад. Они си сакаат само готов производ. Значи, кај нас да си остане ова тука отпадов, па вие снаоѓете се. Сега. А законот вели, производителот треба или да го депонира, или да го изгоре. Не го депонира, бидејќи нема легални депонии баш уредени на таа тема, туку го фрла, да се разбереме. И потоа тоа го собираат неформални собирачи. Сега, конечно, во законот всушност е најден начин дека тој што е одговорен за отпадот, наместо тој да го гори, може да го даде други да го горат. 6 години требаше да се најде всушност дека законот тоа го дозволува. Сега, малку ќе ве заболе, всушност олабавете се, нема да ве заболе, ова се ќе оди во усија. На 1100 степени овие материи не испуштаат штетни материи во воздухот. Што е добрата вест. Бидејќи овие неформални собирачи, кога они го собират и го горат, тоа испушта на 500 степени, тогаш испушта. Така да тоа е една мини добра вест. Значи, може би 5% или 10%, помалку мазот како енергенс ќе користи цементарата, но помалку ќе загадува. Тоа го прават сите цементари во светот. Не дека мене, ја мислам, не сум фан на усија, да се разбереме, но
Тоа е зборуваме за една малите убава добра чекори, вест. кои што ќе придонесат Сега, следната фаза е да се договориме да можат самите производители тој материјал да го рециклираат, да го користат. Бидејќи сега според законот тие ако го користат треба да дадат данок. Се рачуна како нешто ново, како нов производ. Треба да платат данок. Тука малце можеби ќе потрае. Но уште една добра вест, имаме две компании, веќе склучено од државата, со две компании рециклатори, сега тука се префрлам на готовата облека, затоа што веќе и тоа станува кај нас проблем. Планинки облека носена 2 пати, 3 пати, па ми досади, па ја фрлам, па ќе купам нова, па тоа се таложи планинка. Да, тоа е навика која што тешко се искоренува. Сега си постојат компании, ние имаме склучено со две компании кои што го собираат тоа и потоа подосна тие се бават со тој отпад. Токму таа гардероба што ни се создава дома купишта, си има тренд во западните земји најмногу да се продава на втора рака и тоа воопшто не е нити срамно да се прави, нити лошо, тоа го купуваат сите луѓе. Дали можеби размислувањето кон тоа и на тој начин облеката да ја користиме, исто така со мали, но издржани чекори ќе придонесе во целокупната оваа борба? Нашите гледачи слушаат циркуларна економија, кружна економија, значи да се разбереме. Да, апсолутно нешто нема ништо срамно, него еве ќе кажам зашто е тоа обратно од срамно. Производот се до денеска во цивилизацијата претежно оди во права линија. Се произведува памук, се прави материјал, се произведува облека, се носи и се фрла. Тоа е праволиниски. Кружна економија значи кога ќе производот се врати назад во ланецот на потрошувачка. Тоа е кружна или циркуларна економија. И тоа не е ново, но, например, порано еве во почетокот на во крајот на минатиот век и почетокот на овој имаше еден француски бренд, Едва се викаше, они облекуваа Гвинет Полтро, ако се сеќавате на неа, помладите генерации можда и не ја знаат. Тие исклучиво се пробија со редизајнирање на винтидж облека. Јас ги повикувам нашите лектори, терминот е upcycling. Јас го преведов горе-доле смасно, несмасно во надциклирање и моите студенти ги учам дека тоа е надциклирање, кога на нешто што сакаме да го вратиме во циклусот, го редизајнираме и му даваме нова употребна и комерцијална вредност. Значи тоа е едно од начините да го вратиме производот. Друго од начините е, например, самите брендови, овие што се малку поопремени дигитално, наскоро и тоа ќе ме прашате, предпоставувам, прават лична карта на производот. Имаат можност онлайн да си прават комјунити кои што си се фанови на брендот и си комуницираат меѓу себе. Вика, еве, ја оваа кошула ми досади, сакаш да ти ја дадам, ај ти дај ми ја твојата. Па и тоа е начин. Како размена на книги, што се прави размена на текстил. Па да. Има и такви опции. Секако и опцијата е, уште еднаш ќе кажам, која ќе се рече buy better, еве и самите размислете што значи тоа да купувам подобра. Повторно ќе кажам, си имаме ние убави локални брендови, кои што прават убави маички, дуксери, поддржете ги нив. Ако ништо друго, барем сте ја намалиле консумцијата на јаглерод диоксид и сте поддржале локално производство. Така. Минатата година одржливоста беше и доминантна тема на ревијата на вашите студенти, бидејќи ги споменавте, сакам и да ви честитам, ако зборуваме за реткостите, ретко и на една ревија да доминира една ваква, малку поуникатна и поинаква тема од она на што сме навикнати. Верувам дека и студентите убаво реагираа на тоа што им беше тема и убаво се снајдоа во целиот тој проект. Мислам дека уште се во тој филм и дека допрва ќе бидат. Тоа значи дека лекцијата е добро научена и добро пренесена. Тоа е сепак нивната иднина. Так. Да, затоа што дизајнерот мора да знае со што располага за од тоа да направи продукт кој што подосна ќе биде насочен пријателски кон здравјето, кон корисникот. Да, британската амбасада минатата година беше цела година во активност на освестување, бидејќи во Глазгов беше светскиот самит КОП-26, каде што се КОП, состаноците, самитите на КОП идат многу споро. Парискиот агремант беше 2021, еве сега сме 2026, се дојде до ангажман дека мора да се притиска да се почитува Парискиот договор. Во ред, пак ќе кажам baby steps, но сега тоа е тоа.
Ние секако ја поддржуваме таа активност, ја одбележуваме, се ангажираме дека во тој правец ќе дизајнираме и не знам ако ми дадеш уште 2 минути. Да, секако. Морам да кажам дека општеството, кога зборувам дека мора да се смени перцепцијата, едно од начините да дишеме поздрав воздух, да јадеме поздрава храна, да се облекуваме поздраво и да живееме попријатно, е полека, а тоа се случува, уште една добра вест ева за Оца Вајле, тоа веќе се случува во земји понапредни од нашите и со понапредна свест, да се шифт, како се вика, да се помести центрираноста на нашите општества од општество фокусирано на профит кон општество фокусирано на човекот. И добра вест за тие што сакаат да бидат дизајнери, во иднина ќе бидат многу попотребни од сега, затоа што во суштина, во иднината, дизајнот ќе функционира како, ќе дизајнира не само производи, туку и системи и услуги. И веќе такви фирми постојат и веќе наши луѓе работат во такви фирми. Например, Заландо е една од најголемите платформи за мода во Европа. Газдата на таа фирма се обратил кај оваа фирма, не знам дали смеам, не смеам да кажам. Вели, ве молам, конципирајте ми, дизајнирате ми систем на мојата фирма со кој што ќе се гордее мојата керка. Тоа е еднината. И во контекст на тоа за крај што споменавме дигитализација, што кажавте, сигурно и ќе ме прашате, да, колку ме инспириравте да го поставам за крај прашањето, колку дигитализацијата и новото време се од помош и се од придобивка во целокупната оваа борба. Благодарение на луѓето како вас, бидејќи ги има, ретки сте, но ги има во секоја земја, по неколку кои што гласно укажуваат на овие работи од позитивната страна, како можеме тоа да го решиме, но колку во тоа ви помага целата оваа дигитализација, ова ново време? Значи, не мора се да се случува со конфликт, нели? Затоа што тој што е навикнат да прави профит, ќе рече, ајде, ма бегај, која си па ти да ми кажеш сега? Така, да. Но тие што прават профит, ќе мораат во еден момент не да прават помалку, него едноставно различно. Сами, сите заедно ќе бараме нови бизнис модели, нови системи. Во моментов, во март ќе се случуваат во нашата земја 2 настани во која што ќе се разгледуваат, во која што ќе се разгледуваат новите успешни приказки, новите бизнис модели. Не е невозможно. Сега дигиталната индустрија не ни беше досега на услуга, бидејќи придонесе кон ширење кон глобализација и ширење на широката потрошувачка. И сега ако сакале тоа да го направат, ќе посакаат и ова да го направат. Како што ви реков, новите авангардни брендови си прават заедници. Во тие заедници клиентите комуницираат. Секој продукт има лична карта. Traceable, како би било на нашки, може да му се влезе во трагот од почетокот до крајот, да се види колку е тоа, да, колку е тоа етички произведено. Дали тука имаме злоупотреба на детски труд? Во какви услови е направено? Сега да не навлегуваме, во април месец доаѓа роден ден на Fashion Revolution, 24 април во цел свет се слави. Годинава токму ќе биде посветена, сите модни активисти ќе работат околу односот помеѓу профитот и човековото здравје. Така. Ако имам време, ќе кажам за Fashion Revolution, ако не. Може и така да завршиме, имаме уште 2 минути. Да, слободно. Можеме да завршиме, имаме уште 2 минути и така сакав и да го завршиме, да ја завршиме темата денес, како иницијатива во која што и Македонија е дел. Секако, па ние не живееме на месечината, па дури и таму се има сателит. Сакам да кажам дека 2013 година во објектот Рана Плаза во Бангладеш, Дака, имаше огромна човечка несреќа каде што загинаа 1100 текстилни работнички и уште 2500 беа ранети. Од тогаш се насочија рефлекторите кон условите за работа во текстилните фабрики. И од тогаш целиот моден свет се активира кон подобрување на условите за работа. Така што ние, може би, до некогаш сме били исклучок, веќе нема да можеме, затоа што влегуваме во Европа, влегуваме во системи, во регулативи, каде што мора да се почитуваат основните човекови права. Така. Едно од основните човекови права е правото на среќа. Така. Благодарам многу, иако ми кажавте дека не сте голем ранобудник. Ви благодарам за честа да ви имаме во утринската програма денес и како
носител на многу иницијативи, но и како дама која што зборува секогаш гласно за работите кои што треба да се решаваат, ми беше навистина чест да позборуваме овие 20 на минути на темата модната индустрија и загадувањето токму на 21 март, кога официјално се знаме, иако вчера астрономски почна, но си го викаме како првиот ден на пролета и кога повеќе зборуваме за екологијата и заштитата на животната средина. Ви посакувам убава работна недела пред вас и пред се убав ден денес. Благодарам на сите и посакувам убава пролет и убав ден. И да препорачаме да бидеме внимателни, да гледаме етикети. Па, не би било лошо да купуваме малце подобро. Подобро и избрани работи, да не создаваме купишта дома од текстил, кој што потоа е отпад. Веќе ги создаваме, да не ги фрламе, после да ги дадеме на некој друг, да може така. И друг да си ги користи. Зборувавме за тој кружен систем, Так. не праволениски. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето во Македонија на Аутро.